Во рамките на второто коло од Бизнис лигата на Македонија беа одиграни 5 надпревари, а дел од надпреварите беа одложени поради празникот 11 октомври и истите ќе се одиграат на крајот од есенскиот дел. Во надпреварите кои имавме можност да ги проследиме, имаше возбудливи моменти со доста неизвестни завршници, а заедно со оние дуели од првото коло, јасно е дека и сезонава, како и претходните, не очекува крајно неизвестно првенство во кое ќе има голема конкуренција за влез во Final 8. Второто коло од Бизнис лигата на Македонија го отвори екипите на Лукойл и Трансмет. Екипата на Трансмет уште на самиот почеток од овој надпревар влезе максимално мотивирано и преку воиграни напади успеа да пронајде пукнатини во одбраната на Лукойл. Противниците немаа решение за Бобан Белјановски, кој успеа да постигне хетрик уште во првиот дел, кој заврши со резултат 5:1 во корист на Трансмет. Екипата на Лукойл постигна уште 2 погодака во вториот дел, но Трансмет имаше своја вечер и едноставно не му дозволи на противникот да им се приближи. Трансмет го доби овој надпревар со 7:3. Стрелци на погодоците за Трансмет покрај Велјановски, кој вкупно 4 пати ја затресе противничката мрежа, беа и Живко Стојковски, Един Скендеровиќ и Енис Саки. За Лукойл, Владимир Секуловски, Мартин Ладјозовски и Васко Стефанов постигнаа погодоци, кои беа недоволни за поволен резултат. Во вториот надпревар ПКБ-ско стигна до победата на Докта, најмногу благодарение на добриот напад. Екипата на Окта одлично го отвори првото полувреме, постигнувајќи гол уште во првата минута, но ПКБ-ско набрзо успеа да ги консолидира своите редови и да заигра подсврства пред се во делот на одбраната, што им овозможи преку против напади да имаат вишок играч, кој успеваа да го искористат, па го добија првото полувреме со 5:2. Во второто полувреме, екипата на Окта се обиди со голман играч да создаде предност и да се врати во надпреварот, но се чини дека ПКБ-ско имаше своја вечер, не потлекна на притисокот и го доби овој надпревар со високи 9:4. Во победничкиот тим најефикасен беше Александар Спасев со 3 погодаци, Дејан Неделковски и Маријан Величковски постигнаа по 2, додека Слободен Игнатов и Бован Вујќ беа стрелци на по 1 гол. Во тимот на Окта Драган Чаѓирѓиевски постигна 3 гола, додека Шеќо Личина 1. Ние сме, знаеш, дебитанти на надпреварање, немаме многу колективна игра, да речеме дружба, не сме играле многу, така да верувам дека ќе се подобриме малце. Физички малце сме по-слаби од противниците, ипак се поискусни екипи и имаат повеќе мечеви у нозе. Сега ние малце, знаеш, зарѓани од поодамна сме играле и така, мислам дека физичката подготвеност одлучува и нормално колманот. Втор меч за нас, второ искуство во оваа Бизнис лига. Прва година ние како Фабрика Карпош, за сега ова што го покажавме задоволни и како поединци и како екипа. Имавме еден пораз, но вториот меч го поправивме печатокот, извојувавме една голема победа и секако задоволни сме од играта и од резултатот. Иначе за Бизнис лигата ние сме веќе ветерани, тука од првата година учествуваме. Супер организација, да ги пофалам само Филип и Младен и нивната екипа да продолжи тој стил. Лично сметам дека секој меч има засебен карактер. Однос на минатиот меч сметам дека беше крајно неизвестен до самиот крај. И благодарејќи на среќата, ќе кажам, со доза знаење, нели, извојувавме победа. Третиот надпревар го одиграат дебитантите во Бизнис лигата на Македонија, Фабрика Карпош и Раде Кончар. Двете екипи надпреварот го започнаа доста внимателно, одмерувајќи ги силите и чекајќи грешка на противникот. Екипата на Фабрика Карпош во своите редови ги имаше браќата Божикови, кои беа расположени за игра и имаа своја вечер, постигнувајќи по 3 погодаци. Раде Кончар од друга страна пак не можеше да ги реализира дадените шанси, а го загуби полувремето со 3:0.
Во второто полувреме, екипата на Раде Кончар имаше неколку одлични шанси и успеа да постигне гол преку Сашо Трпчевски, но дуото Божикови не дозволи изненадување, па со одлична реализација му донесоа победа на својот тим со резултат 6:1. Екипата на Систина во дуелот со Саво Осигурување влезе со максимално сериозен пристап уште на самиот старт. Во текот на целото прво полувреме, екипата на Систина демонстрираше одлична игра и имаше апсолутна доминација пред се во делот на нападот, каде што беа неприкосновени. Со ваква игра, Систина успеа да направи високи 6:0 на полувремето. Во вториот дел се продолжи во истиот ритам. Екипата на Систина од минута во минута го зголемуваше своето водство, не дозволувајќи тимот на Саво Осигурување да најде против игра и да се обиде да се врати во надпреварот. Конечниот триумф во корист на Систина беше со резултат 8:1. Најефикасен во победничкиот табор беше Ѓорѓи Иванов со 3 гола, Ивица Петровски постигна 2, додека Далибор Дамјановски, Кристијан Димковски и Никола Трајковски по 1 погодок. За Саво Осигурување, Коста Григуровски го постигне единствениот погодок. Брзи проигрување успеваше да изнови отворени шутеви кон голот. Екипата на Евана не успеа да влезе во ритам и по 2 грешки во одбраната, Рамстор успеа да реализира и да го добие првото полувреме со 2:0. На самиот старт од вториот дел, Рамстор го зголеми водството со што го принуди Евана да игра со голман играч. Играта голман играч во второто полувреме кај Еванов роди со плод, но екипата на Рамстор не дозволи пресврт, односно успеа да го исконтролира овој надпревар и да го добие со резултат од 5:3. Стрелци на головите за екипата на Рамстор беа Ведат Арслан, кој постигна 3, додека Авни Воша и Енис Мурселов по 1. За Евана, Илија Мандаров, Хаби Бујњако и Александар Димовски ги постигна головите. Мислам дека пристапот кога надпревар беше малце посериозен. За прошлата такмица може и среќа да малце ни сврте страна. Но ова не беше така, значи влеговме посериозно во надпреварот. Може и трема имаше прошлата такмица дека прва. Сега посериозно дали како што реков, поорганизирано мислам дека беше. Имавме некои нови играчи од прошлата такмица, сега малце се навикнавме едни на други. И генерално мислам дека тоа беше пресудно за оваа прва победа. Во првото коло дека имаме солидна екипа, што значи дека и второто коло победиме, значи фаворитот кој више втора година е шампион на оваа бизнес лига, така да не е ни изненадување, значи како што нагласиме дека имаме доста добра екипа и доста добри играчи, така да се надеваме на добар пласман. Најдобрите играчи во ова коло се Бобан Велјановски од Трансмет, Ведат Арслан од Рамстор, Александар Спасов од ПК-Беско, Георги Бошиков од Фабрика Карпош и Ѓорѓи Иванов од Систина. Голман на колото е Ица Тодоровски од Трансмет, а токму Трансмет е екипата на колото. Најдобар тренер за оваа рунда е Алтеј Метовски од Рамстор. Олраунд играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за подигање на моралот во екипата во ова коло беа Александар Божиков од Фабрика Карпош, Дејан Неделковски од ПК-Беско и Игор Ѓартиевски од Систина. На листата најдобри стрелци води Бобан Велјановски од Трансмет со 8 гола, а потоа следуваат Весат Арслан од Рамстор со 5 гола, Горан Грковиќ од Адмирал има 4 гола, колку што има Александар Спасев од ПК-Беско. На
На табелата после второто коло води Трансмет, пред Рамстор, Адмирал, Гранит и Евана.